Ќе се обидам преку изложувањето тука да одговорам на 3 прашања. Во однос на тоа што законот се имплементира и како го доживуваат жените и како гледаат лекарите на истиот овој закон. И со тоа ќе ја долувам сликата за тоа како овој закон во моментов изгледа во пракса и што за жените значи во пракса. По огласувањето на законот во Службен весник, во јули месец сите здравствени институции кои што се лицензирани или имаат право да изведуваат прекина бременост, добиле известување дека е донесен нов закон, но, кој што е и секако по итна поставка, мора да потенцирам, но во завршните одредби од истиот закон велиме подзаконските акти ќе се регулираат во период од 1 година. Значи, во период од 1 година ние исто како да немаме нов закон, заради тоа што во тоа известување до докторите стои ќе ги почитувате старите процедури и постапки. Значи, тоа стои на огласните табли во салата за состаноци на лекарите. По тоа официјално известување одиме на неформален дел, каде што гинеколозите се известени дека процедурата 3 дена чекање и информирање на жените за негативните процедури секако треба да се почитува. Работиме во меѓупростор. Во целата оваа година ќе работиме во меѓупростор. Ако имаме известување каде што вели нема да ги почитуваме новите, туку идеме по старите процедури, одеднашка неформално добиваме дека некои процедури секако мора да бидат почитувани. Тоа е чекањето, рековме, од 3 дена. Нешто што е специфично во однос на чекањето на овие 3 дена, не се чека 3 дена од кога вие ќе отидете во болница за да ја прекинете бременоста, туку од денот кога вие сте отишле на матичен гинеколог, таму сте добиле формулар кој што е стар, немаме ништо ново од формулари и документи. Стариот формулар треба да биде пополнет од матичниот лекар, подпишан, ехо прегледот треба да имате некаков доказ за ехо преглед дека е направен кај матичен гинеколог и тој да го приложите во болницата. Од денот на датумот кога е направено ехото кај матичниот се бројат 3 дена. Во случај да вие отидете прво и сметате нели дека веќе сте дошле 7-8 недела, одите во болница, таму во болница ќе вратат назад и да си ја поминете целата процедура кај матичниот лекар, па да се обратите во болницата. Исто што се случува во однос на чекање на тие 3 дена како дупка е тоа што во сабота во најголем дел од болниците не се прави прекин на бременост, па ако вашиот ден за прекин на бременост или трет ден е сабота, вас ќе ви го одложат за во понеделник. Па така понатаму имаме еден случај за жена која што вели јас е добро да направам абортус во петок, поради тоа што ќе имам 2 дена да се одморам, мојата работа е напорна, физичка е мојата работа, не би сакала да имам други последици по здравјето. Велат, не, извинете, вас системот ви испрла во сабота. Во сабота ние не правиме прекин на бременост, дојдете во понеделник. И ние не можеме да направиме отстапка. А секако процедурите не се донесени ниту за советување, ниту подзаконските акти се донесени за истото. Значи парцијално дел се почитува, дел од законот не се почитува. Во самото известување стои дека тие задолжително треба да ги почитуваат старите процедури, но секако треба да советуваат за негативните ефекти на од прекинувањето на бременоста. Јас кога зборувам однос на негативните ефекти, зборував со гинеколозите кои се тие негативни ефекти кои што вие ги предочувате, века ние сме во тешки моменти на себе осудување, влегуваме кога треба на жената која што решила, која што е донела целата документација, вие да ја седнете и да кажувате: знаете што, ние може да се направи перфорација на матка, може да имате обилни крварења, може да имате стерилитет понатаму, а знаеме дека ако тоа се случи е наша грешка всушност, така? Значи не е добра процедурата која што ние сме ја направиле. А сега сме изложени на таков тип на советување пред клиентките. Во однос на поставувањето на комисиите кои што треба да советуваат, првостепена нема формирано, советува кој ќе дојде. Во некоја институција советува гинекологот и тоа е пред самиот абортус, каде што ќе ви каже неколку зборови за да се заштити себе си, а во други институции пак зборуваат психолози и социјални работници и до нив навистина не можеме да дојдеме поради тоа што не сака да дават информации. Исто така немаат пишани протоколи и процедури што советуваат, но најверојатно исто така неформално имаат задача да ги кажуваат негативните ефекти. Но на кој начин советуваат и што советуваат, се уште немам информација во однос на психолозите и социјалните работници. Од гинеколозите ви кажат негативни ефекти медицински кои што може да се доживеат. Овој закон не ги рефлектира не рефлектира она што значи предност или ризик. Едноставно наведува во една единствена насока дека абортусот не треба да представува избор на жената.
За жал, законот е усвоен и не престануваат владините кампањи. Сите сме сведоци на видеата кои што кружаа изминативе месеци, а кои што во најмала рака беа морбидни и кои што верувам дека само ќе потикнат во Република Македонија да се соочуваме со поголема смртност поради нелегални абортуси. Јас и во друга прилика го истакнав тоа дека наместо државата да промовира кампањи, едукација на младите, на жените од руралните средини за тоа што значи безбеден секс, за контрацепцијата, за сите ризици кои што за нивното здравје поради тие нелегални абортуси, ние сега се занимаваме, по најмала рака речено, со едно фашизоидно законско решение.